Бездомните улични кучиња продолжуваат да шпартаат по централните улици на градот и населените места и предизвикуваат страв кај граѓаните на општината. Стравот и предпазливоста се зголемени поради честите вести за нападнати и каснати граѓани од разбеснати кучиња во повеќе градови во државата. Анче Велков од Кочани деновиве пријави дека во строгиот центар на градот бил нападнат од кучиња скитници и бара од надежните конечно да се реши овој проблем. На 11.11 одив до УЈОП да платам едни давачки. Усред трговски центар ме нападнаа две кучиња. Едното ми дури малку закачи на тоа, пред телекабел. Зар ние треба да носиме стапови по градот да се браниме се од тие кучиња? Има деца, има возрастни луѓе, има луѓе немокни, да се стави еден ред. Ја сум за заштита на кучињата, ама не на овој начин. Да се пазиме ние од има невакцинирани кучиња. Да одеме по болници, да се ствараме трошки, нема причина ради тоа. Општината во изминатиот период спроведуваше акции за заловување на кучиња скитници, меѓутоа набрзо се појавуваа нови групи кои го заземаа местото на претходните. Се чини проблемот ќе мора да се решава многу посистематски и организирано, со евиденција на сите домашни миленици и пребројување на другите кои се препуштени сами на себе. Дури потоа со организирана акција да се пристапи кон хумано третирање на неверниот пријател на човекот кој најмалку е виновен што е препуштен на скитничкиот живот. За организирање на вака сложена акција потребно е време, стручни лица и средства, а ефектите ќе зависат и од односот на граѓаните, бидејќи во одредени делови на градот кучињата ноќе се врзуваат, а дењи се пуштаат да се сноѓаат сами за храна и преживување. А токму таквите се најагресивни бидејќи се гладни или настрвени во периодот на парење.